Јавна трибина организираше општина Кочани по иницијативата на Сдруженијето 16 март 2025 Кочани за определување локација за изградба на спомен обележје на жртвите од трагичниот пожар во клубот Пулс. На трибината што се одржа во салата на мултикултурниот центар, на која покрај семејствата на настраданите присустваа и представници од општинската администрација, членови на Советот на општината и граѓани, беше речено дека бараната локација се наоѓа во централното градско подрачје на местото Стар парк. При тоа беше нагласено дека се работи за законска процедура што локалната самоуправа е задолжена да ја спроведе, затоа што станува збор за определување јавен простор што ќе биде наменет за уредување на спомен обележјето. Се работи за катастарска парцела 12179, која се наоѓа помеѓу улиците Браќа Ставреви и Кејна Револуција, со тоа што истата се наоѓа во градска четврт 4 од Генералниот урбанистички план за град Кочани, со тоа што важечка планска документација е тамо. Планот се вика измена и дополна на детален урбанистички план за град Кочани, кој е од 1998 година. Катастарската парцела е со големина од 1523 метри квадратни, истата е во собственост на Република Македонија. Површината која е наменета за зеленило е од прилика околу 760 метри квадратни и интервенцијата е предвидена во тој простор. Од постоечкиот објект кој се наоѓа тамо, интервенцијата е предвидена да биде оддалечена 12 метри должина. Пред почетокот на расправата беше нагласено дека граѓаните имале можност и на електронска анкета преку алатката М-заедница на веб страницата на општината да го искажат својот став за иницијативата. На прашањето околу иницијативата на Сдруженијето одговориле 260 граѓани, од кои 82% се изјасниле позитивно, а 18% биле против. Трибината беше можност за дополнително изјаснување и на граѓаните и на представниците од Сдруженијето, но и за присутните членови на Советот. Зеленилото на паркот се зачува. Дрвјата даваат ценка, нема огради. Просторот е отворен за сите. Ова е место каде родител може да седне во тишина, дете може да праша, граѓанин може да се поклони. Кога ќе го напушти просторот, не заминува со тежина, туку со совест, почит и тивка обврска да не заборави. Ова не е споменик што се гледа, ова е споменик што се чувствува. Јас сум Јордан Чопановски. Живеам во старата зграда, кај што е Стариот парк. Само едно прашање сакам да поставам до членовите на Советот на општина Кочани. Моје мислење е, нека се направи споменик, само дали ќе се гарантира дека нема тамо да се злоупотреби тај споменик како градско веќе, како сега што е фонтаната тамо, во тај дом. Јас се извинјавам некој ако сам го навредил со овие мои зборови и честни поштено ви кажувам, примете го моето соопштество. Членови на семејствата на загинатите во трагедијата го поставија прашањето зошто било оставено иницијативата за спомен обележје да биде по нивно барање, односно дали општина Кочани не требало сама да ја почне постапката, како што тоа го направиле општините Струмица, Штип и Пробиштип, каде веќе има или се градат споменици. Видовме ја поддршката од нашите сограѓани дека немаме никаква поддршка. Повторна виктимизација на нас родителите, повторно убивање, да молиме ние, родителите, за спомен обележје на насилно убиените наши деца. Нашите деца заслужуваат у центарот на срцето на градот да имат спомен обележје. А на кој му смета тоа не знам. Нека се изјасне тај што му смета. Тоа место нема да биде место за оплакување како што пишуваат у коментарите. Тоа ќе биде место за одавање почит. Зеленилото ќе се задржи. Значи ќе гледаме што може поминимално, нормално дека треба да има патека, нели, и се. Дури и сликите на децата нема да ги ставаме за да не биде сакате цел град да го направите гробница. Значи се што се случува лошо во овај град го препишуваат на нас родителите, дека ние сме криви за се, дека ние го градо направивме гробница. Сакам да кажам во врска со јавната дебата.
секоја чест на Совето, на градоначалникот и сите останати што ја понесевте јавната дебата, но од неа не зависи одлуката. Крајната одлука зависи од Совето. Затоа, гледам, има доста голем дел од советниците, значи оставаме на наредната седница. Ако сметате дека нашите деца го заслужуваат тоа, гласајте. Го поздравувам овој форумски начин. Само се плашам да нема одлуката донесена однапред. Ме очинам дека не, сепак се има демократски капацитет и сакам да даме скромен придонес во ова што значи една убава разрешница соодветна после овој трагичен настан. Како може Срумица, Совето на општина Срумица едногласно да донесе одлука да се права споменик за сите 63 ангели во централниот дел во Срумица, едногласно сите дигнаа рака, така може и тука. Ама нема тај унај. Значи, Срумица се донесе во центарот, строгиот центар ќе се права биста на моето дете и ќе има 63 звезди за сите ангели. Така да општина Кочани не треба за некои 5-10 души ка на вас ви уиде една цела генерација. Вие не може да се управат 30 години тука. Това да ви биде јасно. Значи, јас сета разбирам, Совето треба това да го донесе. Без разлика, на народния уст не може да го затворим. Зошто сум јас за? Тоа сакам да го кажам. Затоа што местото одговара. Затоа што нема да одам ја у гробиштата, у пробишти, у Скопје, не знам кај. Ке дојдам тука, ако ми е тешко, ке се исплашам, ке запаламе на свеќе или што ке се прави таму, не знам како ќе биде. И ке се исполнам. Да мислиме дека барањето више е одобрено, дали ќе бидете со нас до 16 март до годината да ни помогнете да се изграде спомен обележието. Административно само документар. Градоначалникот Владко Грозданов истакна дека Сдруженијето ќе добие поддршка за иницијативата откако Советот на општината ќе се изјасни. Веднаш после одлуката на Советот на општина Кочани, поекспресно, стојам на располагање. Максимално експресна ќе биде спроведена документацијата што ви е потребна. Максимално експресно. Јас како председател на Советот и советничката група на ВМРО-ДПМН ќе ја даде максималната поддршка за изградба на споменот бележито кој што е предвидено во парк. Тоа ќе го направиме уште на првиот совет, на првата координација и сето тоа ќе биде поддржано. Другите независни сме зад вас. Споменик ќе има, дали до 16 март ќе го има, зависи од тоа како ќе се организираме сега ние како совет и како извршна власт, нели законодавна извршна власт, колку ќе бидеме мокни да го изменаџираме тоа добро кај владата и треба да си побараме подитно ако имате амбиции и желба да биде до овој 16 март. И да нема никакви недоумици, ќе имате поддршка отворена од сите нас за вашето барање на Советот да биде изгласано, бидејќи тоа е нешто што најмалку може да направиме за вас. Дужни се према децата прво, према вашите деца, не смееме да ги забравяме, а потоа спрема вас родителите. И за секоја друга иницијатива што ќе имате, ние како Совет мислам дека ќе стоиме на располагање и за уредувањето, и за после за одржувањето, се што треба, може се обратите до Советот, ние ќе стоиме на ваша страна и ќе стоиме на располагање. По завршувањето на дискусиите од присутните беше речено дека заклучоците од трибината ќе бидат доставени до Советот на општината, пошто ќе следат на тамошни активности околу иницијативата за изградба на спомен обележје за настраданите во Пулс. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.